Воедно, благодарам, председателе. Воедно се согласивме и верувате дека ова најискрено го зборувам за Бетијане Китев. Исклучителен кадар за кој што мислам дека не доволно го цените. Како бе докторке сега не е во ред, преска беше во ред. Колега, мислам дека не е коректно да му се споменува постојано името. Мислам дека почнува да се сваќа како сарказам, не дека Бетијане не е и квалитетен човек и кадар и се останато, меѓутоа мислам дека 10 пати да се спомене во одреден контекст се девалвира самата вредност на темата, ве молам. Јас го спомнувам во контекст на квалитетен кадар кој што мислам дека не е доволно ценет. Не знам како, не знам кој суператив да му го кажам за вие да се како да ти речам. Во Кавадарци вие сте имале задкулисен договор што не го знаел Бетијан Китев, затоа не го гласавме. Сте имале задкулисен договор на 2 пати. Го горите човекот. А тој е свесен за тоа. Ти си бил тогаш секретар и требало да го спречиш тоа, затоа што ти бил колега Бетијан Китев. И ќе завршам тука. Тој си знае нека цени. Сашо Костов пред 1 месец во Сава 6 горе кажа дека не може исто да се реангираат факултетите во Скопје, во Кичево и Свети Никола и во Струга и дека не е ист студент кој што завршил со просек 6 и просек 10. Мислам дека се уште стои за тоа и дека е убеден за тоа. За кој да е? Затоа што за таа теза што ја кажал горе на комисија е целосно во право. И затоа го поддржуваат и сите правници, и сите професори, и сите студенти. Не е исто. И тоа се обидуваме да ви го кажеме на сите, да ви убедиме во тоа дека не е исто. Кога сме ке бомбите? Дегутантно е да зборуваме за нив. Од оваа временска дистанца. За проценти, за кинези. Во 12 часот просечнува дискусијата за нови 198 милиони евра од кај истите кинези, за истите проценти, од кај кинезите. Вие го продолжува, ако не знаете за проценти, се прашајте го Сугарејски за проценти. Ке ви каже некогаш, може би ќе излезат бомби, па ние ќе ви кажеме кој колку зел од оваа денешна перспектива. Гледате каква е политиката, карма. Тие што критикуваат денес потпишуваат. Тие што критикуваат денес потпишуваат. Вчера еден вештак за транскрибирање на бомбиве кажа дека се лепени и монтирани. Ја слушнавте целосната бомба за Мартин Нешковски? Да. Добро е. И уште многу други ќе слушнете каде што ќе ја дознаете вистината. Сте си играле со човечки судбини за да дојдете на власт. Сте злоупотребувале. Сте лепеле, сте сечеле, сте монтирале. Тоа не е добро. Народот го гледа тоа. Фамилијата на Мартин Нешковски го гледа тоа. Шарените револуционери се чувствуваат изманипулирани. Благодарение на тие сечени и лепени моби, луѓето да ја штрикуваја. 43 припадници на Министерството за внатрешни работи вечерта беа повредени заради тие сечени и лепени бомби. Грозоморно. Каде е вистината за Смилковското езеро? Каде е вистината за Монструм? Каде е вистината за смртта на бардот на новинарството Младенов? Се сте правеле, сте сечеле, сте монтирале, само да ги залажувате луѓето. Денеска ви е криво. Ама духовната и моралната одговорност цел живот ќе ја носите за тоа. Вие не сте биле криви, вие сте биле изманипулирани. Сте имале задача да стоите зад Заев и да штракате. Зад секоја бомба што ќе ви ја пуштат, вие да штракате. И да ги злоупотребувате судбините. Се движам, председателе, како што забележувал за се што кажа Саше Костов колегата, така одам надолу. Го спомна Изврлески, ја спомна и Катица Јанева. Не, спомна Катица Јанева, нема. Добро. Еве јас ќе ве подсетам. Зврлески го разрешувавме по на нестручно и несовесно работење. Така беше, колеги? Така беше. Единствената причина за која што баравте разрешување на Зврлески е нестручно и несовесно работење. И еве денес
кога ви предложуваме амандман да се разрешуваат директори во управниот одбор заради нестручно и совесно работење, вие викате не. Каде е вашиот континуитет во мислењето, во гласањето, во погазувањето? Значи за Зврлевски може и нестручно и несовесно работење, ама за другиве не. Да ви кажам дека и Катица Јанева ја разрешивме на Комисијата за избор и именување по истиот основ. Нестручно и несовесно работење. Ако немаше таков член во тој закон, денеска Катица ќе се прибираше торби дома. Викате, сте слушале бомби. Добро, сте слушале, ви кажав какви. Модифицирани лепенини, јас, вештакот. Ние гледавме бомби. Ги гледавме во живо. И торби гледавме. Полни на калапени. Убај. Торба Луи Витон, 22.000 евра, полна со 1,5 милион евра. И то по 50-ки направени, специјално. Таа е разликата. Вие сте слушале монтирани и сте сакале да верувате во тоа, ама сега граѓаните во Европа гледаат видеа целосни со торби Луи Витон. Гледаат министри кои што му се поклонувале на тој што ги полнел торбите. Сте штракале, сте аплаудирале, почит сте му давале, мирно сте стоеле и сте викале добро е. Ама сега мора да молчите. Мора да молчите. Мора да молчите. Се извртија моралните вредности и критериуми. Сега може нестручно и несовесно работење, ама за Зврлевски не можеше. И да те подсетам, колега Саше Костов, рековте, не ги знам личностите кои што ги спомнахте, ама ви верувам дека е така. Еве ви верувам. Ви верувам и за тој теписи што продавал, и за тој што бил 27 години, 29. Оттаму сте ги знаете луѓето. Може би да е така. Некакви тефтерчи да спомнувавте. Го знаете го началникот на Сарај? Бледин Беджети. Ето излезе на пресконференција и вика Зоран Заев ми се јави да ми ургира, да разрешиме и да назначиме нов уставен судија. Тука нема ни тефтерче, нема ни торба Луи Витон, нема ништо. Има само една пресконференција на која што граначалникот на Сарај каже што доживеал. И вие сега го аминувате и го одобрувате тоа. Ама тоа што го правите, ви кажав, го гледаат сите амбасадори до еден. И затоа не ве чудат постапките од Европа. Затоа не ве чудат постапките од Европа. Каде што? Експертите велат. Димитар, дали ако гласаме за овој предлог амандман, ќе повлечи се што каже до сега? Не да повлечам, туку ќе бидам горд за се што сум кажал до сега, бидејќи Бидеш горд, ама дали ќе повлечиш се? Бидејќи колега Кирацовски, ќе бидам горд, бидејќи сум ве убедил да го поддржите она што е вистина. Ја ова не го зборувам лично. Ама прво кај знаеш дека ние ќе бевме против? Се изјасни како да знам дали ќе биде против министерот, кажа не го прифаќам амандманот. Значи ние сме пратеници. Заменик министерот е гостин од министерството, представник на министерството. Од кај знаеш ти дали за нас е прифатливо или не? Значи ве молам, доизјаснете се и ќе преминиме кон гласање. Повелете. Може да се, значи вака, не можеме да преминиме кон гласање затоа што има и други колеги кои што ајде да ве замолам на секунда. Не можеме да ја прекинеме туку така расправата затоа што вие може да се испишманите за 5 минути. И затоа треба да ги дослушаме сите колеги да ги искажат своите ставови, своите мислења, за да бидеме цврсто убедени дека ова за кое што ве разубедивме ќе го прифатите. И јас искрено се гордеам што сум успеал со дискусија од 40 минути да ве убедам во она што го мислат сите. Дека треба да се одговара за нестручно и несовесно работење. За нестручно и несовесно работење треба да се одговара. Мило ми е што ве убедив, што членовите на Комисијата од Социјалдемократскиот сојуз и Комисијата ќе гласат против
заменик министерот, кој што кажа дека владата не го прифаќа овој амандман, ама благодарение на искреноста, на честноста, на поштеноста, на компетитивноста на пратениците од Социјалдемократскиот сојуз, еве имаме најава дека овој амандман ќе биде прифатен. Со ова му правите услуга на сите правници кои што се школовале, кои што успеале да постигнат 10 просек, како што е нашиот колега Бетијан Китев. Ви благодарам.